Вратница. Кога Бог ја создал и дал се. Недопрената природа, чистиот воздух, мирот и тишината проткаени со црцорењето на птиците, тивките сокаци и топлите домови, жуборењето на ракита, убавината на Вратничко езеро. Вратница, сместена во Долни Полог, во подножието на планинскиот врв Љуботен, на 700 метри надморска височина. Се наоѓа на магистралниот пат кој води од градот Тетово до граничниот премин Јажинце. Од Тетово е оддалечена 22 километри и е на само 5 километри од Јажинце. Сите детали од нејзината историја па се до денес, важни личности, настани, топоними, обичаи, носии, јадења, секој дел од нејзиното постоење, овековечени на 270 страници. 4-годишната макотрпна работа на Стево Томоски и Душан Синадиновски за прибирање и пишување на податоците, заокружени со финален производ, Вратничка енциклопедија, напишана на вратнички дијалект, за Вратница да остане запаметена. Па знаете што Вратница ја живее, ја доживува, ја преживува македонската судбина. Се е помалку народ, за жал. Тоа е така и таа, да не речам црна судбина, надвисната над Вратница, не натера со Душко, другари од рано детство, да оставиме трага за Вратница. Трага низ нејзината богата и долга историја што се случувало, за да остане запаметено. Затоа што времењата се чудни, многу променливи, и еден Господ знае утре што ќе биде. Таа судбина не натера да ја напишеме оваа книга. И оваа книга е што е посебно драга што е напишана на вратински дијалект. Инаку тоа е богатството, дијалектот на јазикот на кој се зборува. Тоа е докажано и во науката, и во историјата. Малку е веќе подзаборавен тој дијалект, меѓутоа, ете, некако успеавме да оваа книга биде на вратински дијалект. Многу ни помогна господинот Живе Кировски и сметам дека е добра книгата. Ми се чини гледачите или читателите што ќе ја прочитаат ќе се сложат со ова. Што се содржи оваа книга и кога започнавте со прибирање на податоци за да се напише истата? Со книгата, со податоците за книгата започнавме пред 4 години. Така се договориме со Душко и макотрпно работевме и дојдовме до ова пишено дело. Иначе книгата содржи многу податоци за Вратница. Содржи податоци што до сега и не сме ги знаеле, не ги знаеле. Во книгата се дадени имиња на вратничани што се давани од 15 до денеска со потекло. Во книгата се дадени обичаи, адети, клетви, анатеми, настани, легенди. Во книгата се дадени податоци што прв пати сме ги дознале што се случувало во Вратница и што е напишано за Вратница од разни патеписци. Во книгата се дадени јадења, пиена што наши стари некогаш ги правеле. Во книгата се дадени носи што нашите предци ги носеле, што веќе младиви не ги знаат. Еве ова прекрасна сика, таа носија на две девојчина,
го сликовито го кажува тоа. Во книгата се дадени учесници у Прва светска војна од Вратница, жртви на Прва светска војна, жртви на Втора светска војна. У книгата се дадени топоними со кои располага Вратница. Тоа се места, преку стотина топонима, со потекло, со значење. Во книгата се дадени родовите што постоеле во Вратница и ден денеска постојат. Се дадени домашните слави. Се опишани многу настани сврзани со Вратница, така да тоа е еден збир на податоци што вредат да се запамтат, да се прочитат и да се пренесуваат од генерација на генерација. Сигурно бил тежок тој пат на прибирање на податоци. Предпоставувам, од многу соселани сте дознале многу нови работи. Да, патот беше тежок. Благодарение на неколку наши соселани што живеат во Америка во постари години се. Од нив се црпени тие податоци. Штета што некои наши претходници тоа не го направиле, бидејќи имале поголема можност. Ја и Душко се трудеме колку што можевме, многу податоци внесовме во книгата и мислим дека сме задоволни ние. Иначе работата беше мако трпна, секој ден на компјутер, по имейл разменуваме бисте на податоци и кога ги прибраме тие податоци, тогаш се клучи и Живе Кировски, ни помогна и он, го средивме све тоа и делото еве го на виделина. С моје мислене, како еден од авторите, напишаме извънредна книга за Вратница. Специфично е тоа што не е обичен формат, значи е поголем формат во потврда хартија. Добро, ова е ваква книга. Извънредна е благодарение на Живе, кој што работи во печатницата Напредок и по негова сугестија стана ваква убава и голема книга. Инаку ја и Душко кога починавме, мислиме дека ќе биде мала книга, така само да се надбележи, меѓутоа ова стана вистина убаво дело. А што велат вашите соселани или оние кои што ја виделе книгата? Па многу малку ја виделе, оние што ја виделе се пријатно изненадени и едва чекаат да ја видат, да се има промоција и да можат да ја видат, да ја набават и да ја читаат, да ја имаат во своите библиотеки. А каде можат да ја набават оние што сакаат? Па веднаш после промоцијата ќе може да се набавува. Иначе нашата желба е да набавката или продажбата на книгата оди преку црквата. И средствата што ќе си ги прибере, останува само да се плати оваа книга и промоцијата, друго да остане за црквата. Се надеваме дека ќе се договориме и ќе успееме во ова. Ја и авторот, ја и Душко ништо не сакаме, сакаме да остане на Вратница, на вратничани, да ги знаат своите корени, затоа што Вратница има богата и долга историја и горди сме што успеаме да создадеме едно вакво дело. Како вие накратко би опишале Вратница? Па, има бројни записи за Вратница. Вратница е према мене, а и сите тоа го потврдува што првпати ќе дојдат. Преубава населба, на 700 метри надморска висина. Тоа е воздушна бања, идеално место за здрав живот. Вратница е населба од широк тип, не е збиена од широк тип, километар со 2 е. Вратница е
сите куќи во Вратница со преубави дворови. Со цвеќина, со ливади, со дворови, со украсени бавчи. За мене Вратница е најубавото место и затоа и тука останав јас. Да ни кажете некои од најважните податоци кои што стојат во книгата? Добро, Вратница или вратничаните се опишани како горделив, како мудар, како непокорен народ. Од таа богата и долга историја, Вратница и вратничани стално биле напаѓани. Обиди за плячкосување, тероризирање, меѓутоа секогаш биле сплотени и секогаш успешно се бранеле. Има бројни податоци, има таа непокорност вратничани го докажале што во далесната, скоро пред 100 години, во 1926 година, добиле судски спор што го воделе против кралевина на Југославија. Од оваа гледна, од денешна гледна точка, да добивеш ти во нашава држава сега судски спор со држава тешко. Вратничани го добиле 1926 година. Горделивоста, тврдокорност на вратничани може да се види и од вратничката крвава свадба, случена во 1944 година, кога едно младо момче, само 2 дена пред свадба, кој бил активист во народно-ослободителното движење и го помагал шарскиот одред, бил забележан, фотографиран од убацен шпион во шарскиот одред, фатен и на 2 дена пред неговата свадба најсурово убиен. Тоа не е за опишување. Неговата мајка, неговата горда, храбра вратничанка, наредува на денот на погребот да се прави свадба. Значи својот син да го испрати во вечниот живот со свадба. На малките, женските малки, им наредува да се облечат во свечено руво, да припремаат дарови, по кој знае кој пат набавува и сликар, фотографира све тоа и тој трагичен настан, таа трагична судбина, тој погреб го прави и свадба. Карактерот на вратничанецот, на вратничанките се тие горди, непокорни, бесмртни. Сега да најавиме за она што ќе се случува на 16 јуни, денот на промоцијата на оваа книга. Па со Душко, кога почнавме да пишуваме за книгата, во нашата замисла беше да имаме 2 промоции. Една во Вратница, една во Детройт, во Америка. Затоа што 90% народот е таму. Дали ќе го реализираме ова, ќе видиме. Во Америка тешко, а овдека ќе имаме промоција. Промоцијата ќе се случи на 16 јуни. Ќе биде покането цело село и ќе бидат поканети и драги гости и пријатели. Се надеваме дека оваа промоција, која ќе биде една севратничка средба, една прослава, ќе ја организираме. Веќе почнаме со припреми. Да еднаш вратничани се собереме за добро, не само за лошо. Овдека во почетокот е дадена една песма за Вратница, што јас лично сум ја напишал. Не би сакал сега да цитирам целата пред промоцијата, само последниот стихозбор. Мои вратничани у свет поидени, од својот крај чувајте спомени. Само овде утринската роса сол залее, само овде сонцето душа грее. Само овде мирот дано и брое, само си овде човек свој на свое. Ја го сакам Вратница. Вратница ги има сите основни услови за живење.
За задоволување на потребите се грижи Сдруженијето на жители на Вратница, кое правно функционира веќе неколку години. Во соработка со општина Егуновце, во следниот период ќе се реализираат и неколку проекти кои ќе овозможат подобри услови за вратничани. Со донесувањето на новите закони на нашата држава, местните заедници им престана нивното важење. По тој основ се формираше Сдруженијето на жители, кое е составено од 11 членови, и тоа 9 членови од селото и 20 имаме од диаспората, еден од Канада и еден од Америка. Во основ Сдруженијето ги презеде сите обврски од местната заедница, со што и ги прошири со цел да се подобри животот на вратничани. Од тој аспект мора да кажам дека имаме огромна поддршка од населението и посебно од нашите од диаспората, и таа поддршка води со плод, со тоа што пред 3 години купивме багер машина за потребите на селото од 17.000 евра. Инаку исто и во склоп на Сдруженијето имаме ангажирани 20 работници кои се грижат за сите обврски низ селото, вршат наплата, косење, чистење на канали и сите работни задачи што ќе им бидат дадени од мене како предпоставен. Со тоа што до сега 10 годишно искуство како здружение сме наишли на многу добри работи и на многу лоши работи, меѓутоа сепак со поддршка на населението и нашинците сепак сме ги завршили успешно сите работи. Каква е соработката со општината? Со општината Егуновце, значи мора да нагласам дека сега со новиот градоначалник е посебно задоволителна, бидејќи они више имаат изработено неколку проекти за Вратница, од кои знам дека више 3 проекти се поминати во поодамнешна процедура и одобрени се од владата и од општината, и мислам дека од нареден месец ќе почнат со нивна реализација. Вратница ги има сите основни потреби, значи она функционира како едно мало градче. Има канализација, има вода за пиење, има асфалтирани улици, има хостел, има неколку фабрики кои работат на оваа околија. Имаме централно училиште во Вратница, имаме мини игралиште, во тека израдба и на поголемо игралиште за голем фудбал. Не е миновно секој кој што би сакал да дојде и да живее во Вратница, има идеални услови за тоа. Дека може да се живее во Вратница и да се има успешен бизнис, покажува вратничанецот доктор Ванчо Несторовски. Тој пред 30 години токму во селото отвара стоматолошка ординација, која уште тогаш ја посетуваат голем број пациенти од околните села, од Тетово, но кај него доаѓаат и странци. Години подоцна бизнисот го проширува со отварање на уште една специјалистичка ординација по орална хирургија, лоцирана во градот Тетово. Тој работи и на двете локации, но живее во Вратница, откаде ја црпи целата енергија за секој негов работен ден. Мирот и тишината, природата, чистиот воздух и љуботен му ги полнат батериите. Мојата приказна почнува пред 30 години. Имам многу да раскажам, меѓутоа ќе бидам краток. Пред 30 години кога завршив факултет доктор на стоматологија, кога бев млад, надежен, желбите беа бескрајни, можностите не беа големи. Јас бев на еден крстопат да го одберам правиот, односно вистинскиот пат за тоа каде да продолжам со мојата дејност и каде да основам своја фамилија и понатаму да живеам. Не размислувам многу и одбрав Вратница. Таа ми лежеше во срце и пред тоа, и сега, и постојано ќе ми биде во срце Вратница. Затоа што Вратница е едно убаво, многу убаво место за живење, па и за работење. И не погрешив. Почетоците ги почнав тачно пред 30 години. Во далечната 89 година почнав да основам својата прва амбуланта, односно својата прва приватна здравствена установа.
тогаш според тие законски норми не беше приватна здравствена установа, меѓутоа беше некоја си амбуланта во која што почнавме да работиме. И таа приказна која што е започнала пред 30 години, веќе 30 години трае и се надевам дека ќе трае уште не 30, многу повеќе години. Во текот на сите овие години не ми беше пречка никаква што живеам во Вратница, работам во Вратница, меѓутоа покасно ќе ви кажам дека ја проширив својата дејност, затоа што имав бескрајен ентузијазам, желба, меѓутоа пресудно беше квалитетот и знаењето. И не е воопшто битно каде се работи, него ако се работи исправно, ако се работи квалитетно, не постојат граници за тоа каде делувате, каде творите, за да биде тоа добро и успешно. Така да, почнувајќи од пред 30 години па навака, во оваа амбуланта што е лоцирана во Вратница, доаѓале луѓе од цела северозападна Македонија, од Јужно Косово, од цела Европа, од Америка имаме иселеници. Можем да кажам и тоа дека за тој здравствен туризам што се зборува на големо, во оваа амбуланта здравствен туризам се прави од 2002 година, па се до денеска, и тоа морам да нагласам дека посебно доаѓаат пациенти од Ирска, кои што поминуваат 3-4 километри за да дојдат во оваа наша Вратница за да ги барат услугите од нас. Сега, пратејќи ги барањата и трендот и потребите на пациентите со текот на времето, ова е приватна здравствена установа која што инаку името е доктор Ваншо и неизбежно во името стои Вратница. Значи доктор Ваншо Вратница. Не можеш да се прескокне Вратница затоа што тоа е дел од мојот живот и ќе остане дел од мојот живот. Ние потоа се проширивме, отворивме поликлиника во Егуновце, во која што имаше неколку организациони единици, имаше општа медицина, имаше биохемиска лабораторија, стоматолошка ординација и во Тетово имаме веќе една деценија приватна здравствена установа специјалистичка ординација по орална хирургија, која што е многу модерна, а во тек е изградба на уште помодерна амбуланта во Тетово, која што исто така ќе биде специјалистичка установа по орална хирургија, така да ние ги пратиме трендовите и настојуваме да биде се што е во тек со времето, во тек со потребите на пациентите и да биде квалитетно. Меѓутоа, во сето тоа, во цел тој склоп, Вратница е еден неизоставен дел. Значи, еве морам да напоменам дека сум можел да одберам да живеам каде и да било, во Македонија, во Европа, па и подалеку, меѓутоа никогаш не сум сакал да одам од Вратница, затоа што тука се осеќам најспокоен. Овој мир и квалитет на живот не може никаде да се добие, а работата и понатака се тече без никаков проблем. Сега, со текот на времето, значи, мојата фамилија која исто така овде живееше, израсна, имам две прекрасни ќерки кои што исто така завршија истиот факултет, го пратат фамилиарниот бизнис, значи сега се веќе на специјализација, така да се надевам дека трендот ќе продолжи и после, да речем, моето заминување кој што уште бајџи ќе потреба, меѓутоа се надевам дека нема да има проблем да таа ПЗУ, приватна здравствена установа доктор Ваншо со Вратница ќе продолжи да работи уште многу децении и со напомена дека немам никаква желба да ја напуштам Вратница и да живеам на друго место, затоа што треба овој крај да повторно да живее и се надевам дека луѓето ќе сватат дека не е се во животот во град и работата во град. Многу е битно да се најде место за добро работење, за квалитетно работење, меѓутоа и да се најде едно место за квалитетно живење. А тоа е за мене Вратница. Црпите целата таа енергија за да работите многу часа во денот? Тоа мора да се напомене, меѓутоа мора и да се доживее. А за да се доживее треба да дојдете во Вратница да ви објасниме како се прави таа работа. Секоја недела, буквално секоја недела кога сум во нашата Македонија, односно Северна Македонија, одиме на Љуботен. Тоа е највисокиот врв на Шар планина, посетител врв, меѓутоа се наоѓа тасно
над нашата вратница. Со пешачење 20, 25, 30 км во зависност од тоа кога како се осеќаме, значи од таму ја добиваме таа енергија, на тој чист воздух, таа вода што имаме таму ја нема никаде. Така да, морам да напоменам, од 50 и некоја недела во текот на годината, од 40 до 45 недели сум на Љуботен. И ги поканувам сите тие кои што се влюбени во пешачење, во планинарење, во чист воздух, нека повелат да дојдат да видат што значи тоа чист воздух во нашиот крај. Колку часа во денот работите? Морам да кажам дека малку претерувам, меѓутоа од 14 до 16 сати во тек на денот. 2 полни смени и тоа 30 години веќе 2 полни смени. Затоа што работам на 2 работни места, меѓутоа покрај овој воздух и покрај нашиот Љуботен тоа е возможно. 27 години во Вратница успешно работи и Liotex Group, компанија за производство, трговија и услуги од текстилната индустрија. Со работа отпочна во 2002 година и се вбројува меѓу поуспешните компании во Македонија. Собственикот на компанијата Сашо Серафимовски смета дека бизнисите во руралните средини треба да имаат повеќе поволности за жителите да живеат во тој крај, а воедно и да работат таму. Liotex Group од Вратница веќе постои 27 години. Конфекцијата Liotex Group постои 17 години, а као фирма, пошто се бавиме со повеќе дејности, работиме 27 години. Со тоа можем да ви одговорам на вашето прашање дека во Вратница дали може да се живее. Често пати сум размислувал дали може да се живее во Вратница. И доаѓам секогаш до тој резултат ако 27 години, значи, обстојал овој бизнис, најверојатно може да се живее во Вратница. Може да се размислува и да се види колку е тоа живеење во Вратница квалитетно. Дали можеме уште поквалитетно, дали можеме да направиме фирми поголеми уште, подобри фирми за во Вратница, тоа е прашањето дали може Вратница уште повеќе од ова. Мојот одговор е да, може повеќе, но као сама Вратница не може тоа да го спроведе. На Вратница и треба помош. На Вратница и требаат, значи, не помош као финансиска помош, и требаат, значи, од институциите на Вратница, од владата на Република Македонија, законодавни регулативи кои што закони ќе се донесат во интерес на руралните средини во Македонија. Во цела Европа, во сите градови, каде што ги имам поминато, секаде руралните средини имаат некои поволности. Значи, или се ослободени од данок на добивка, или е намалено, некои давачки се намалени во тоа, или имаат субвенции, субвенционирани се фирмите, значи, за да луѓето почнат да размислуваат да живеат во тој крај и да го развиваат бизнисот. Тоа, нажалост, кај нас не се случува. Серафимовски, како една од причините за иселувањето на жителите од руралните средини и централизирањето во Скопје, ја наведува нефункционалноста на институциите. Имаме прекин или недостаток на електрична енергија. Најмалку 4 пати, значи 4 дена во месецот се случува да немаме електрична енергија. Посебно во зимскиот период. Кога нема, пример невреме некое, кога нема, тогаш чистат или трафостаници, или некои работи кои што ги имаат, технички работи кои што треба да ги обават и го вршат тоа за време на работно време. Значи, една фабрика, ако има толку 4 дена да изгуби, само поради недостаток на електрична енергија, и никој за тоа не презеде такви мерки, за да се спречи таквото нешто, значи, нормално е да нешто не функционира и луѓето да не сакаат да инвестираат во руралните средини. Некој ќе ви каже дека во руралните средини или во селата, или поточно еве Вратница да земе, нема ентузијасти. Не е точно дека нема ентузијасти. Има ентузијасти доволно, колку што треба да има. Ама, повторно ќе се вратам, дека нема поволна бизнис клима. Во руралните средини, значи, прво, ако ги земете во обзир, ако има некој проект, ентузијаста, сака да направи некој проект, сега еве и
слушаме дека и фондовите се вклучени од Европска Унија, као ИПАРТ и као разни други фондови. Ако некој од селото сака да инвестира во некој проект, тогаш тој човек не може да остави хипотека под кредит да земе, не може да остави хипотека поради тоа што од руралните средини не се прифаќаат хипотеките. Или ако се прифати хипотека, тогаш значи таа треба да има голема вредност и се намалува на 50%, му даваат од вредноста на капиталниот објект кој што треба да го остави под хипотека. Јас мислам дека никаде во Европа, во руралните средини, кој што сака да инвестира, не може да остави куќа за да инвестира во објект некој од бизнис гледна точка, некој објект проект да се развие, да ја остави својата куќа и не дај Боже, што би рекле сите ние, да се случи некој преокрет во државата или преокрет во самиот проект, останува човекот и без куќа и без бизнисот. Така да тоа мора институциите да поведат мерка малку, да дадат поволности, да тој објект што ќе се гради, тој објект остане под хипотека, а не да се доставаат други хипотеки кои што ви кажувам, значи човекот цел живот може му е оставнина од татко, од дедо, од предедо и се мора да го остави под хипотека за да успее во намерите за да го развие за развој на руралните средини. Лиотекс Груп, ќе се навратам на Лиотекс Груп, можем да ја кажем како успешна компанија. До сега, како што напомнав, конфекцијата работи 17 години, 98% значи е извозно ориентирана. Можеме да се пофалиме дека една од најмалите компании која што има директен извоз, значи за странски купци, претежно со Германија соработуваме. Луѓето ни се претежно од овој крај, но има и луѓе кои што патуваат тука во Вратница и затоа можеме да кажеме како една успешна компанија до сега работи, но не велам дека не може да биде уште поуспешна. Вратница се наоѓа на 750 надморска висина. Сите го знаеме дека таа надморска висина е една од најдобрите поради за здравство, за срцето и за сите други работи, значи многу значи тоа за Вратница. Посебно се наоѓа во една чиста средина, каде загаденост навистина е нула. Немаме никаква загаденост. Благодарение на нашите институции кои што сами сме ги направиле, Сдруженијето на жители на Вратница, Црковниот одбор на Црква Света Петка Вратница и Цар Константин Јелена Вратница, допринесуваат да навистина во Вратница се живи многу убаво. Се е средено, кога ќе влезете во Вратница, одма ќе видите дека се е подкосено секогаш во секое време, кога сакате да влезете во Вратница, ќе видите дека навистина Вратница е подруга од сите други села. Ипак, за тоа, значи, уште еднаш, за тоа се заслужни институциите наши во нашето село Вратница, а воедно и населението кое што живее во Вратница, има посебно дали луѓето што имаат излегувано тука, дали во странство имаат доста идено и придобиле нешто во себе, така да во Вратница навистина сите сакаат чиста средина, сите одржуваат, ќе видите двориштата, сите дворишта се средени како што треба, како што деликува едно цивилизирано општество и затоа Вратница е местото каде што јас навистина, 50 години наполнив, јас Вратница навистина ја сакам најповеќе од све и мислим дека до крај на животот ќе останем во Вратница. Но воедно би сакал и моите деца да останат тука. Значи, ја имам единствена цел замислено да моите деца останат во Вратница. Не за друго, да ги имаат тие привилегии кои што сум ги имал јас, за да живеат во ваква средина, здрава средина, да не живеат во загадени средини, каде се добиваат разни болести. Свети Константин и Елена е манастирска црква во Тетовско Вратница. Се наоѓа во долниот дел на селото, на брегот на Вратничко езеро, во местноста Честодубје.
каде се наоѓа и средновековниот археолошки локалитет Црквиште. Црквата е дел од манастирскиот комплекс кој е во изградба. Храмот е обновен на стари темели од 12-тиот век. На обновувањето на некогашниот манастир, стар најмалку 8 векови, се работело десеттина години. Иницијатива за изградба на овој манастир беше покрената од тогашниот владика на Полошко-Комновската епархија, владиката Дедо Кирил, за жал покоен сега. И таа идеја беше добро прифатена кај нашите вратничани и веднаш се формираше иницијативен одбор кој што се нафати ова идеја да ја реализира. Идејата беше покрената од причина што на ова место, значи местово се вика Честодобје, негде се наоѓа на 800 метри оддалечина од Вратница, уште од време постоеле темели и мала црквичка на самово место. Меѓутоа, низ историјата тие темели биле уништени, местото е израмнето, темелите биле уништени и затоа беше прифатена ова иницијатива да се возобнови на некој начин старата црква Свети цар Константин и царица Елена. Режиски одбор, иницијативен одбор беше формиран негде 1999 година и веднаш уште 2000 година се почна активностите за изградба на манастирот. За многу кратко време, на изненадување на сите нас, за многу кратко време, затоа што идејата беше, да кажам, оберучке прифатена од сите жители на Вратница и вратничани што живеат овдека во Вратница и нашите иселеници во Америка, за многу кратко време беа собрани доволно парични средства за да може да почнеме со изградба на веќе спремен проект. Така да 2000 година се удрени темелите на црквата и веднаш се почна со градба. До 2001 година, значи некаде година и 2-3 месеци активно работење, тогашната Тетово градба почна со градежни работи, се ставија темелите и се почна со работа. До 2001 година стигнаме некаде до 2,5 метри на изградба на зидовите. Меѓутоа, за жал, 2001 година се случи тоа што се случи во нашиот крај и престанавме со градежни работи. Така што се најдовме во една многу незгодна ситуација, прекинавме со работа, нестабилно подрачје, прекина приливот и на парични средства и некаде до 2004 година се најдовме во една многу лоша ситуација. Дури и зидовите, самите зидови, пошто не беа заштитени под влијание на временските услови, нели, мраз, снег, дожд, сонце и така натаму, зидовите дури почна и да не се распаѓаат. И тогаш ни падна на памет една идеја како да продолжиме со градежните работи и се покрена една иницијатива. Го повикавме ансамблот Танец да дојде во Вратница, да направи еден хуманитарен концерт и на тој начин да прибереме парични средства за да продолжиме со градежните активности. И луѓето од Танец, тогашниот директор Марко Коловски и целиот ансамбл со еден збор ја прифатија ова иницијатива и организираме концерт, значи 2004 година организираме хуманитарен концерт овдека во Вратница на терените на основното училиште Симче Настовски и за една вечер на концертот, што од влезници, што од донации, од лицитирање на слики и разни предмети, собраме скоро повише од 8.000 евра, така што веднаш можеме да почнеме со градежните работи и на тој начин се дигна карабина, потоа продолжи останатите работи, се јавија наши донатори други што многу придонесоа за продолжување на градежните работи. Морам да го споменам тука дедо Косто Матич, кој заедно со мене ме стави у кола, ме однесе у банка и буквално целата негова заштеда од 10-11 $11,000, колку беа тогаш, ја извади и ме ја даде на рака за да продолжиме овдека со градежните работи. Исто така се јави и други наши донатори и спонзори, организираме и други концерти, меѓу другото ансамбл Твенац од Грачаница,
разни културно-уметнички друштва овдека од нашиот крај. Ни биле гости Наум Петревски, ни била гостинка Сузана Спасовска, Благица Павловска, што има испеано песната за вратница, нели? На некој начин она ни е заштитно лице во тој поглед. Така да на тој начин успеавме некаде до 2012 година да привршиме со работите околу манастирот и манастирот осветен 2012 година. Со фреско живописот почнаме 2010 година со, значи, фреско живописот го работеше академскиот сликар Венко Цветков и зоограф, што има зоографисано повеќе од 20 цркви и манастири низ Македонија и подалеку, и можете сами да видите дека живописот е стварно многу квалитетно изработен и кој да дојде овдека е одушевен од тоа што го гледа. А инаку да спомнам дека и иконостасот, што е изработен од бел цемент, е дело на нашиот академски вајар од Вратница, Славко Јосифовски. И он ни беше на некој начин и стручен консултант врска со овој дел, значи за изработка на иконостасот, за фреско живописот и така натаму. Така да на крај се исплатеше повише годишниот труд што ние го имаме вложено, значи добри 15-16 години од, јас лично зборам за мене и за останатите членови на тогашниот црковен одбор, практично 15-16 години, најубави години од нашиот живот ги посветиме на изградба на овој велелепен Божи храм. Со живописот е завршено некаде 2015 година, значи до 2015 година практично се завршени внатрешните работи на уредување на црквата и градежните работи, така да у моментов практично на црквата немаме никакви дополнителни работи, тоа е 99% се завршени сите активности околу црквата, останува понатаму да се работи на надворешно хортикултурно уредување и понатамошна изградба на останатите објекти што се предвидени за новая површина што ни е на располагање. Значи имаме на располагање некаде 2,5 хектари велелепно место, од кое што се пружа поглед на Церниот шарпланински масив, на Вратница, ја има целокупната инфраструктура, струја, вода, канализација, пристапен пат и така натаму, така да останува понатаму на новиот црковен одбор да ги преземе активностите околу до комплетирање на овој комплекс, што рачунаме со време да стане атрактивно, излетничко, туристичко, рекреативно место во нашиот крај пошироко. Сегашниот црковен одбор има неколку зацртани активности, кои треба да ги реализира во следниот период, се со цел да се создадат подобри услови, за луѓето своето слободно време да го поминуваат во кругот на манастирскиот комплекс и да уживаат во мирот и природата околу него. Пред се би сакал да ми искажам голема благодарност на претходните членови на црковниот одбор кои што ни овозможија ние во моментов да имаме ваков манастир. Нас тие ни остави една здрава основа. Сега нормално нас не како должност, како работа да може да продолжиме со изградбата на останатите делови од објектите. Самиот проект има идеја за ставање на кампенарија, на летниковци, на неколку спортски игралишта со цел за да може заинтересираните граѓани кои што сакаат да го поминат своето слободно време да дојдат тука и да не посетат. Ние сме членови, значи 5-7 луѓе членови на новиот одбор и на голема со идеја и цел да може да го продолжиме довршувањето на тој проект. Прво започнавме со изградба на неколку летниковци, и тоест имаме изградено 2 летниковци кои се поставени во дворот на манастирот. Повторно, да не го повторувам господинот Кировски, би сакав да дадам апел или за секој заинтересиран граѓанин, воопшто дали од ето од Македонија, да дојдат да го посетат овој објект, бидејќи самиот објект има голем потенцијал. Потенцијал како туристички потенцијал и за селски туризам. Самиот манастир
е сместен во близина на Дабова шума и неговата околина е полна со зелениво. Значи, самото место дава можност на сите заинтересирани луѓе кои што сакаат да дојдат, да се одморат од градскиот метеж, да го поминат своето слободно време. Други наши планови како сегашен црковен одбор е да почнеме со изградба на појата. Тоа би било во дел пред манастирскиот комплекс и доколку е возможно во наредниот период за изградба на камбанарија. Вратничкото езеро е направено со цел да се користи за наводнување на лозовиот насад, а воедно се користело и како рибник. Но години подоцна настанува проблем со одржувањето на езерото. Се менувале стопанствениците, се менувале закони и сето тоа на штета на езерото. Инаку, освен целта за која е создадено, Вратничко езеро, со својата убавина и зелената природа околу него, привлекува и голем број рекреативци, кои празниците и викендите ги поминуваат тука. Вратничани бараат да се врати сјајот на овој предел. Се наоѓамо во местноста Голорит по наши вратнички голина. Тука се сместени два објекта, Печачкото езеро и лозовиот насад, направени пред 60 на години. Езерото направено е со цел да се користи за наводнување на лозовиот насад, затоа е направен канал од реката кроз Вратница до тука околу 5 километри. Стопанисувањето во почетокот било на водната зеница, ВРО Полок Тетово, кај што е користено и за наводнавање, а и за производство на риби, значи рибник. Празнето е повеќе пати, меѓутоа со намера да се фатат рибите и веднаш се полнело. Овој пат што гледате празно езерото е другата приказка која ќе се обидам да ја представам. Во еден период по успешното работење доаѓа фаза кога езерото доаѓа во криза, а тоа беше период во конфликтот 2001. Од распадот на водната ВРО Полок се дојде до концесија езерото, меѓу другите концесионери беше и ИГМ Вратница, која воведе тука комерцијално производство на риби во касети. Потоа и направија и мрестилиште за крапот, тука оде овој потек што го гледате, преку браната и мрестилиштето, и работеше успешно. Кога беше ИГМ Вратница, тогаш имаше и чувари, тога имаше и смени и заштита. Меѓутоа, поради некои си други прилики, не би ги елабирал сега, дојде до промена до откажување на ИГМ Вратница од инвестициите и производството на риби и одржавање, и се помина формирање на водни заедници. Сега, кога се формираше водна заедница, мора да кажем, се формираше и водна заедница Вратница. Целта беше, покрај наводнувањето, да се земе и езерото и со него да се стопанисува. Откако стапивме во функција како водна заедница, согледавме дека езерото тражи многу работа, тражи многу инвестиции и се повикавме дека треба да потражиме еден добар инвеститор. Добар инвеститор најдовме, условно кажам, најдовме во Универзитетот Кирил и Методи, кој го имаше и лозовиот назад, и сега со нас подписаа договор, 20 годишно користење, се со цел да се створи тука еден за студентите наставен камп, да гледаат како се производува риби и разни работи, туризам, а и како се работи лозов насад. Меѓутоа и тој период не траеше долго, некој 5, 6, 7, 8 години, дојде до новиот закон за водните заедници, каде водна заедница Вратница е суспендирана, ликвидирана, формирани се
регионални водостопански организации, бидејќи тоа не направи, се помина на да припаднемо на Гостивар. Наместо добро да дојде од ваква иницијатива и ваков закон о крупнување на водостопанските организации, дојде до тотален крах, со тоа дојде и наша ликвидација како водна заедница, а друг стопанственик сега, што стопанисува Гостиварската водна заедница, мислим дека ако дошли нито иначе во вака не се ни обратиле, така да ја еден од тие председатели на управниот одбор на водна заедница, не знам дека биле овдека, не се ни обратиле и сега тоа доаѓаме до резултат што го гледате. Празно езеро, затрпан каналот, не се наполнува. Доколку овака остане, ќе биде жално, затоа што тука не само што е убаво местото, него имаме преку летото доста туристи кои доаѓаат на капење. Меѓутоа сега, овој период, еве, сами се сведоци, ако не се преземат некои мерки, ако не се реши нешто по-конкретно во државата околу водните заедници, мислим дека овој објект ќе биде пресушен, со него заедно и лозовиот насад. Така да, поко да сум оптимист, колкото сме дали ние вратничани и место, и ниви, и све, мислиме дека времето вака како продолжи, ќе дојде крај на Вратничко езеро, кој било место за риболовци, за производство на риби, сега ќе биде само лоша гледка. 100 метри подолу се наоѓа огромна површина засадена со лозија. Тука се одгледувало врвно винско и трпезно грозје. Сега ова земјиште е одземено од вратничани, а никој не се грижи за него. Овдека сме за да прикажеме како едно лозје од цирка 40 хектара пропаѓа на очиглед и на населението и на владата. Многу пати сме укажувале дека лозјево постои на државно земјиште и едно време го работеа од земјоделскиот комбинат од Тетово, не знам како се викаш. Изорано, керизмено и насејани врвни квалитети на винско и асталско грозје. Тие го работа известно време, покасно веројатно не успеа од стручна гледна точка, од материјална, го превзеде Градежниот институт од Скопје, поточно лозјето припаѓа на универзитетот, а универзитетот, бидејќи должеле луѓе од институтот Градежен, го префрлија да го работа Градежниот институт. Неколку години го работеа, дури се светеше, се кроеше лозје, попојка луѓари, што би рекол, меѓутоа сега у задно време го запоставија. Укажувано е и на владата, одено и во универзитетот, бидејќи универзитетот има земјоделско-шумарски факултет и ја лично сум го видел овде деканот на земјоделскиот факултет како доаѓа и ништо не превзедува. Лути сме, премногу лути, заради тоа што навистина ова земјиште одземено од вратничани и сега да вака квалитетно земјиште и квалитетно насадено лозје да не се обработува. Значи, тоа не е мала површина, тоа е огромна површина од 40 хектари. Веројатно, не знам колку амбиентално ќе успееме да го сликаме, да го видите. Штета што пропаѓа. Еве и сами ќе снимите некои од џижвите кои се сушат и нема бериќет. Веројатно да се нашол некој паметен, приватно да го крои, би добил дар, да речем. Инаку од овде како го работеа, доаѓа да земаат од Скопје, скоро Тетово целото земаше, ние вратничани сме земале, зашто овој дел цел, све до манастирот, до Честодубје, кај што бевме црквата, биле лозја и на некој начин е крстено Вратничко виногорје. Во една прилика, службено во Германија,
човекот од 81 година, зборувајќи за вина, за Шпанија, за Франција, за Тиквешијата Македонија, рече дека кој сака нека се фали, Македонија е најпогодна за производство на вина. Овој дел го гледате дека е рано сонце го огрева, а касно го заоѓа сонцето и е на огреиште, што би рекле стари вратничани, и често овдека осеќате и сега дека има провев, а на Лозија е потребно да има провев. Вратница располага и со шумско богатство. Вратничани се жалат дека иако земјиштата се во приватна собственост, сепак кратци постојано ги сечат дрвјата. Селани во Вратница незадоволни се заради тоа што целиот овој простор се до вливот на Вратничка река во Вардар и скоро до Егуновце е во приватна собственост. Во тие забели, претежно се дабја, јасени и други врсти дрвја, не береме нити еден кубен метар. Се е тоа најазда на кратци. Сме ургирали кај министри и кај полиција, приватна е шумата, заштитите ја вие. Јас имам некаде 10 до 15 хектара дабова шума. И од тоа не земам нити дрвце. Намерно го потенцираме ова, евентуално во разговору со вас, дека ќе стигне до нечии уши за да се направи ред. А добро што ми текна во моментов. Овој реон, како втори не, изле као трет реон е заштитен реон за изворите на Рашче во Скопје. Значи треба и државата, и нормално и надлежните, има шумарски инспектори така натаму, да се стават во улога на заштита на околината и на нашиве приватни шуми. За овие работи, не знам колку пати сме били во сите министерства и секаде ни се ветувало, ќе биде. Еве, не само што има антески приватен посет Забел и не користи, ја имам исто 5-6 хектара, ја купувам дрва. Сите вратничани без оглед на возраст, пол или партиска определба. Дали живеат во Вратница или во Америка, се решителни дека нема да дозволат изградба на мали хидроцентрали на Вратничка река и да го уништат нивното омилено излетничко место, од кое меѓу другото Вратница и Орашје се снабдуваат со вода за наводнување на Орашко и Вратничко поле, а исто така се полни и Вратничко езеро. Порачуваат до сите надлежни институции овој проблем што ги тишти вратничани веќе неколку години, што поскоро да го решат во полза на луѓето кои што живеат во овие краишта. Со толкава природна убавина, речни и езерски води, со прекрасни црковни објекти, со срдечни и љубезни жители. Појдовно место за сите што сакаат да го освојат врвот љуботен. Една е Вратница.